Добар ден. Добре дојдовте на редовниот денешен прес билтен на Социјалдемократскиот сојуз. Секоја анализа на структурата на предложениот ребаланс на буџетот мора да одговори на потребата од задоволување на неговите доминантни функции, значи функциите кои буџетот мора да ги извршува. Тоа се следниве. Прво, реализација на основните функции на државата. Во овие рамки, во предложениот ребаланс, најосетливи се оние трошења кои што немаат јасен поврат ниту во буџетот, ниту за оние корисници кои треба да го користат бенефитот од споменатите буџетски трошења. Понатаму неоправданите предпоставки за големината на буџетските приходи, што е сосема јасно видливо од повеќе месечната намалена наплата на даноците и придонесите, што доведува и до зголемување на стабилноста на функционирањето на фондовите за пензиско, здравствено и социјално осигурување, како и видливите потешкоти во спроведувањето на процесот на децентрализација, особено на фискалната децентрализација, што ќе се одрази повратно и врз нормалното функционирање на општините во Република Македонија. Втората функција представува, односно треба да представува постепено поттикнување на условите за извршување на македонскиот бизнис. Во овие рамки, првенствено и приоритетно во било кој буџет или измени и дополнување на неговата содржина, односно ребаланс на буџетот, мора да представува поттикнување на конкурентската способност на сите македонски дејности и гранки, а особено на оние дејности и гранки кои треба да бидат носители на едната конкурентност, особено на конкурентноста во домашни рамки, кога Република Македонија ќе биде членка на Европската Унија. Понатаму, обезбедување од страна на државата на ефикасни механизми за решавање на проблемите на ликвидноста и солвентноста на македонските бизниси. Понатаму, прашањето на презадолженоста на бизнисите од одделни македонски дејности и гранки и особено поттикнување на извозно ориентираните бизниси, како и олеснување на условите за влез, односно учество на домашните инвеститори во технолошко-индустријско развојните зони во Република Македонија. И третата функција која секој буџет, односно негов ребаланс треба да исполнува, представува обезбедување на интересите на социјално најзагрозените категории на население, односно домаќинства. Ова подразбира несомнено потреба од зголемување на програмите за намалување на сиромаштијата во Република Македонија, понатаму зголемување на вредноста и на структурата на издатоците кои што се трошат во македонското здравство, наредно стимулативен пакет на мерки и инструменти за поттикнување на малите и новоосновани бизниси, меѓутоа кој ќе биде диференцијално поставен по различни дејности и гранки во рамките на македонската економија. Очигледно е дека ниту една од овие доминантни функции кои што буџетот треба да ги исполнува нема целосно да биде остварена во постојната 2012 година. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е длабоко уверен дека во моментот во кој што се постојниот момент во кој што се анализира остварливоста на буџетските позиции кои што се предвидени во предложениот ребаланс на буџетот, Народна банка на Македонија се предомисли за потенцијалот на економските политики на владата и го намали за 20% очекуваниот раст, односно од 2,4% на 2% поени, што директно означува најмалку две работи. Прво, реална неможност и во наредниот временски период да се остваруваат буџетските приходи онака како што се предвидени во ребалансот, каде истите очигледно се преценети. И втората димензија, што е исклучително значена, е итна потреба од зголемување на одговорноста во трошењето на буџетските расходи од страна на државата и нивно насочување првенствено, односно приоритетно кон зголемување на капацитетите на македонскиот бизнис, на кој секако му е неопходна гасификацијата, достапен и ефтин пријот до сите извори на енергија, поефикасна патна и железничка инфраструктура и многу останати работи. Впрочем, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија смета дека сопствената сила државата треба да ја црпи од моќта, односно немоќта на македонскиот бизнис, а не од неговото континуирано, односно перманентно запоставување.
Ова е вистинскиот момент да овие суштински димензии се внесат во предложениот ребаланс на македонскиот буџет, за да се избегне потребата од создавање на нов неминовен ребаланс на македонскиот буџет во услови кога обемот на индустриското производство во Република Македонија континуирано паѓа, економскиот раст во првите 3 месеци не е реализиран онака како што беше најавен во македонската економија, а тенденцијата за намалување на прибирањата на даноците и придонесите е се повидлива. Благодарам.